Госпоѓо министарка, досега Отворен Балкан на Северна Македонија, Србија, Албанија даваше резултати на економско поле и ги чувствуваме тие придобивки. Од синоќа со концертот на Зубин Мехта, со што се одбележи 100 години на Белградска филхармонија, почна со реализација, како може слободно да кажеме, еден нов сегмент на Отворен Балкан, а тоа е Отворен Балкан на културно поле. Можете ли повеќе да ни кажете за ова иницијатива Отворен Балкан на културно поле? Културната соработка во рамките на Open Балкан ја воспоставивме уште минатата година заедно со Министерките за култура на Република Србија и на Република Албанија, со тоа што подпишавме меморандум за соработка и од таму тргна нашата иницијатива наспроти сите други видови на соработка во рамките на Open Балкан, културата малку да добие и на предност, меѓутоа да го истакнеме оној момент како што искажавме сите три дека нашите култури се различни, меѓутоа сме сепак ние многу блиски како народи. Ова е првиот поголем настан со Белградска филхармонија и Зубин Мехта, кој што синоќа гостуваше во Белград, утре гостува во Тирана, а во сабота гостува во нашата филхармонија, значи Зубин Мехта заедно со Белградска филхармонија. Меѓутоа, културната соработка во рамките на Open Балкан е активна од минатата година. Како, например, минатата година го имавме првото издание на Екзит, кој што беше организирано во Струмица, оваа година се спрема и второ такво издание. Исто така, минатата година Националната опера и балет беше домакин на опера и балет тука од Белград и наредна недела во Белград тука гостува исто така еден дел од нашата Национална опера и балет со госпогиците од Авињон, што значи дека ваквиот начин на соработка не е само што не е ништо ново, туку синоќа сведочевме една поголема иницијатива во рамките на Отворен Балкан. Пред, ако не се лажам, не цел месец, Битолскиот народен театар исто така гостуваше во Тирана и повторно таа соработка ние овозможуваме таквите видови на активности ги финансираме токму преку оваа иницијатива во рамките на Отворен Балкан. Има и уште една иницијатива која што ние ја подпишавме минатата година во септември тука во Белград, а тоа е соработка во однос на кинематографијата, односно веќе да можеме да размислуваме за заеднички копродукции. Таквата соработка морам да кажам дека се уште се структурира на кој начин ќе биде направена, но таков еден состанок следи меѓу Агенција за филм од Република Северна Македонија и соодветните институции од двете останати држави, Република Србија и Република Албанија, која што се надевам исто така дека ќе резултира со еден заеднички производ. Да. Познати се придобивките на Отворен Балкан, еве ги чувствуваме на економско поле, заедничкиот граничен премен и така натаму. Сега говориме на културно поле. Што имаат граѓаните од оваа иницијатива Отворен Балкан на културно поле? Кои се придобивките од сето тоа? Придобивките, јас би сакала да истакнам дека од културната размена се на уште едно повисоко ниво, а тоа е тоа чувство на емоција што го имаме секогаш кога овие три земји се заедно, кога заедно продуцираме, кога имаме заедничка театарска представа, кога имаме гостувања, тоа е она што на граѓаните им дава еден вид на посебно културно богатство, духовно богатство и можеби ни дава повторено чувство на заедништво што го имаме, така да освен тоа движење на културните работници, освен таа размена на искуства, освен размена на уметност, го добиваме оно чувство дека сепак сме заедно и представуваме една заедница која што и тоа како мора да се движи напред заедно. Еве, имаме еден пример, например, Отворен Балкан Open Wine Festival. Заеднички настап на трите држави во различни земји на регионот, но она што е многу добро почна и надвор да се пестува. Дали планирате Отворен Балкан на културно поле, заеднички настап на трите земји во регионот? Да. Веќе го припремаме првиот поголем настан, каде што трите земји заедно ќе се представат во Париз, во Република Франција, на 13 јули. Нормално преку уметноста. Тој процес веќе е во подмината фаза на организација. Таму ќе бидат присутни 20 премиери и председателот на Република Србија, таму ќе бидеме присутни и Министерките за култура и тоа ќе биде настан на вистина на многу високо ниво во срцето на Франција, каде што знаеме дека уметноста секогаш има предност пред сите други активности. Дали се знае што ќе биде изложба? Изложбата јас сепак би сакала да оставиме да ја откриеме тогаш. Исто така јас би сакала да напоменам дека во цела оваа соработка во рамките на Отворен Балкан
оваа година за таков вид на настан излезе во пресред Република Србија со тоа што нивниот културно-информативен центар ни се стави на располагање на трите земји. Што значи дека и културно-информативните центри кои што ние ги имаме во Тирана, а и набрзо тука во Белград, ќе ни бидат уште една голема потпора не само за промовирање на нашата култура, туку и за промовирање токму нова иницијатива на Отворен Балкан. И јас се надевам дека тие иницијативи се што е можно побрзо ќе заживеат и дека ваквите позитивни примери како што бевме сведоци синоќа, како што ќе бидеме сведоци во наредните неколку дена, ќе дадат само еден поттик за сите уметници за иницијативи како тоа понатаму да го развиваме и како да им помогнеме и ние како Министерство за култура и како влада за таквата соработка да добие навистина уште едно повисоко ниво. Благодарам.